Нов протест на граѓанските активисти од еколошката организација Стоп за Усие против загадувањето на цементарницата. Протестот овој пат се одржа пред Министерството за екологија, откако вчера Титан Усие го поднесе барањето за нова, интегрирана еколошка дозвола. Од Стоп Усие велат дека и досега цементарницата ја добивало оваа дозвола, но и покрај тоа и натаму го загадува Скопје. Досегашната дозвола, како што веќе многу пати раскажавме, издадена во 2020 година, дојде времето да се реобнови. Таа дозвола ние викавме дозвола за легално труење. И доколку се земат сите наши предлози во предвид, новата дозвола на Усие ќе биде вистинска, интегрирана еколошка дозвола, која ќе го натера Титан Усие да работи како современа еколошка цементара по примерот на другите цементари во светот. И се надеваме дека овој пат Министерството за животна средина ќе избере вистинската страна. Активистите ја блокираа улицата кај Министерството и организираа герила акција и со поставување столчиња за министерот Муамед Хоџа, заменичката Ане Лашковска и раководителката на секторот Бесата Теши бараат да се организира јавна расправа во која ќе се прифатат нивните забелешки и барања. Дозволата треба да биде усогласена со европските регулативи и со Светската здравствена организација, порача активистите. Прагот на тие гранични вредности значително да бидат намалени. Тоа е едната работа, а втората е контролите. И како се прават контролите во таа интегрирана дозвола, самата цементара си ги прави сама контролите, односно им дава на Министерството како дел каде што они проверуваат. Ние сакаме самите надлежни институции, они да ги прават контролите. Активистите од Стоп Усие досега организираа неколку протести, и тоа пред самата цементарница, како и пред владата, а бараа и нејзино дислоцирање надвор од Скопје. Од компанијата претходно неколку пати реагираа дека работат според сите законски дозволени норми.